Приватните превозници ги повлекоа автобусите од улиците. Гужвите се вратија на постојките. Додека не го добија долгот од ЈСП, приватниците ќе возат редуцирано само наутро. Каква е состојбата со јавниот превоз попладнево, го прашувам Игор Манасиевски. Игор, се одразили на Скопје ни недостигот на приватни автобуси во главниот град? Така, Бобе, превозот со јавниот превоз во главниот град и онака граѓаните кубурија со доволно автобуси од ЈСП и ова сега делумна пренамена на автобусите од ЈСП се одрази особено во оној пладневен шпиц. Сега може да се каже дека е малку порелаксирана состојбата, веќе се подразотидоа граѓаните дома, по се растерети автобуските, но во оној попладневен шпиц беше евидентно таа блага пренамена на и онака малиот број на автобуси во ЈСП за да возат на линиите каде што не возат приватните превозници, се одрази врз цехот ќе го платат граѓаните со малку подолги чекања на ова заладено време по автобуските. Каква е состојбата со приватниците? Зошто не возат? Како тече, како е планот да се реши тој проблем и исплатата? Пресекот го има мојот колега Јорданчо Цветановски. Приватните превозници препладнево се повлекоа од сообраќај. Ќе возат само до 10 часот наутро, а причината за редуцираното работно време е како што велат неисплатениот долг од ЈСП, кој во изминатите 6 месеци достигнал 90 милиони денари. Превозниците остануваат на ставот дека ограничениот режим ќе трае се додека не се изврши исплатата на долгот и вработените не ги добијат своите заостанати плати. Долгот е преголем, затоа ние, како што кажавме, денеска ги повлековме автобусите, ќе возиме редуцирано, ќе возиме онолку што имаме средства за нафта. Апелираме што побрзо да ни се уплатат средства за да можеме да бидеме сервис на граѓаните. Директорот на ЈСП Драги Кушовски, кој во петокот се соочи со приватните превозници, во краток телефонски разговор за Канал 5, само кажа дека долгот тековно се исплаќа согласно можностите на предпријатието. Редуцираното возење на приватните превозници предизвика гужви на дел од автобуските постојки низ Скопје. Тие ќе возат до 10 часот предпладне поради неисплатен долг од ЈСП. Граѓаните реагираат дека проблемот мора да се реши, затоа што како што велат, превозот во главниот град и така едва функционира. Нехумано е според нив да чекаат и до 1 час за автобус, во време кога дневните температури значително паднаа поради ладниот бран во земјава. Не е добра работата, како што гледаме, приватните превозници не им се исплаќаат парите на време и не им се исплаќа воопшто возат, затоа ние страдаме, обичниот народ. Тоа е неубаво, ама што ќе му правиш? Оправдано, чим не им плаќат, како ќе возат ако немаат нафта? Ако имат, а всушност не возат, тогаш не е во ред. Кој сами гледате колку гужва им. Сами. Од еден автобус до друг, додека стигнеш на едно место, до државна ти треба сат време. Инаку ова не е прв пат превозниците да се обраќаат редуцирано. И во минатото тие протестираа кога бараа покачување на цената од изминат километар, со тврдење дека со тогашната цена од 70 денари не можат да ги покријат трошоците, па на крајот на минатата година добија за 20 денари повисока цена за изминат километар. Така, Бобе, видовме каква е состојбата и во моментот каква е состојбата останува средношколците уште малку да се разотидат по дома, а каква ќе биде во следните денови, ние ќе следиме па ќе информираме тековно. Така е. Игор Манасиевски за состојбата на терен откако приватните превозници ги повлекоа автобусите од улиците на Скопје.